Благодарам, почитуван колега Талат Джафери. Колешке Дафина, во вашиот говор кажавте еден експлицитен пример што сте го сретнале последниве денови на бензинска станица. Јас ќе ви кажам еден друг пример, без никаква навера да навредам некој административен службеник или пак конкретно некој лице. Според членот 22, доколку во Гостивар македонец појде во Министерството за земјоделие, а службеникот не му одговори, нема да биде казнет. Ама доколку во Прилеп дојде албанец во Министерството за земјоделие од околните села, од Долненска општина, од Црнилиште, од Житоше, и не биде услужен, тогаш административецот ќе биде казнет со 5000 евра. За попластично да знаат граѓаните што се содржи членот 22. И тука ќе прекратам со примерот. Добро кажавте, се работи за пазар. Јасно е, ова е политички пазар, за да може оваа вештачки сплотена коалиција од 62 пратеници да опстои до локалните избори. Но едно е проблем. Пазарот е на штета на националните интереси. И рековме дека треба да се внимава кога во политиката се прават политички дилови. Многу е прозирна работата и во Гостивар, и во Тетово, во Кичево. Благодарение на овој штетен пазар, жртви излегоја Социјалдемократскиот сојуз. Кутрите тие не најдоја ниту еден кандидат за градоначалник во овие 4 општини, кој што барем би ги представувал македонците и ги представувал политичките идеи на неговата партија. Не викам македонските национални интереси, туку програмата и платформата на Социјалдемократскиот сојуз. Да најдеа барем еден човек. Ако можеа да најдат во Кондови во Рачиново, кандидат од Социјалдемократскиот сојуз, а дуи да не најди, тогаш сигурно дека можеле во Кичево да најдат еден кандидат или пак некој од Социјалдемократскиот сојуз што ќе биде против кандидат на Дафина. Вака останува кристално чиста позицијата. Треба членовите на Социјалдемократскиот сојуз и симпатизерите да гласаат за Дафина, затоа што таа овдека се бори за интересите на сите гостиварци. Буквално на сите. И жената има визија како да се подобри економската состојба во општината, состојбата во јавните претпријатија, состојбата во образованието, во пожарната, во градинките и сите институции кои што се под надлежност на општината. Доколку не го направиме тоа, а се уште се занимаваме со овој предлог закон кој е противуставен, верувајте, и граѓаните на Гостивар, и граѓаните на Битола, и на Кичево, и на Тетово, и на Прилеп ќе продолжат да се иселуваат, беги во Македонија продолжија да се затвораат фабриките во овие 112 дена. И странските, и домашните. Ви благодарам.